Последната кражба на околу 12.000 евро од семејна куќа во центарот на Кочани уште еднаш го запали алармот околу провалните кражби, на кои се повеќе се изложени граѓаните на Кочани и пошироко. Кратците применуваат се повешти методи за да стигнат до што поголем плен и при тоа покажуваат се поголема дрскост со влегувањето во семејни домови, без оглед дали се наоѓаат во периферијата на градот и населените места или на ударни локации. Полицијата, која е во постојана борба со кратците, се соочува со низа потешкоти во откривањето и фаќањето на извршителите. Присуството на возила со бугарски регистарски таблички, потоа со таблици од други градови во државата и нерегистрирани возила полесно им ја сокриваат трагата на кратците. Социјалните мрежи се исто така сериозен проблем, бидејќи наивни граѓани објавуваат кога и каде ќе одат, па на провалниците не им е тешко да изберат погоден момент за акција. Зимава наши сограѓани се жалат дека кај нив или во соседството се крадало се и се што. Кратците се почесто се осмелуваат да влезат во подрумите и во помошните простории и со себе да понесат се што ќе најдат вредно. Посегнувале дури и во фрижидерите, крадале ракија, вино, зимница, дури и огромно дрво. На зголемена активност на кратците се жалат и сопствениците на викенд кукички, бидејќи постојано се провалуваат. Неодамна група кратци оперирале во реонот на селата Пантелеин и Вичани, каде се провалени неколку викендички. Речиси не може да помине ниту месец, а провалниците да не влезат во манастирот Свети Пантелеймон, од каде се крадат пари, но и други вредни предмети. Мисал 2-30 илјади пари украдова, камбаните украдова, тие што крадова признали се и на 100.000 динара украли од манастирот. И поради ајдуците, да ти кажа право. Секоја викендичка е отворена баре најмалку 5 пати и повеќе. Примамлива мета на кратците се и куќите чии сопственици се на привременна работа во странство. Иако за нив сопствениците ангажирале луѓе да ги надгледуваат, сепак кратците знаат да најдат начини да направат попис на се што е вредно.